Уште еднаш денеска премиерот Христијан Мицкоски им се извини на скопјани за тоа што пред 4 години ја поддржал Даниела Арсовска за градоначалничка на Скопје. Одговарајќи на новинарски прашања по посетата на новата спортска сала во училиштето Димитар Попберовски, тој рече дека чувствува одговорност и најави дека за сегашната состојба поради која градот е затрпан со ѓубре, ќе има одговорност. Ние не правиме естрада од ништо, водиме политика која е многу внимателна. Процесите што ги водиме имаат одговорност и на крајот тој процес мора да има име и презиме. Бидете сигурни дека ќе има одговорност и ќе има име и презиме, изјави премиерот Мицкоски. За македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова, она што Обединетите нации се за светот, Европската унија е за Европа, мултилатерален проект со една врвна цел – мир на континентот. Таа на годишниот самит на Конкордија во Њујорк изјави дека ЕУ не може да го брани мултилатерализмот во светот ако го изневерува на својот континент. Проширувањето не е техничко прашање, туку тест за тоа дали таа ќе одбере да биде унија на правила и стандарди или унија на двојни стандарди и контрадикции. Според неа, крајно време е да се направат промени во ЕУ за начинот на одлучување, бидејќи тоа создава проблем. Ние можеме да направиме се што е потребно во економијата, реформите, но сепак нашите преговори зависат од нашите соседи, заклучи председателката. Драфт верзијата на резолуцијата за црвените линии и преговори со ЕУ, која СДСМ ја најави пред 20 на дена, ќе биде јавно објавена утре. Председателот на СДСМ Венко Филипче изјави дека многу внимателно пристапиле кон овој процес, оти темата е чувствителна и потребни биле консултации со бројни експерти од меѓународното право. Тој нагласи дека целта е да се постигне заеднички став за најважното државно прашање во моментов – европската перспектива на Македонија. Со судството и обвинителството во Македонија раководат кланот Заеви и кланот на Ахмети. Тие се директните виновници кои држат суди и обвинители затоа што се уплашени поради криминалот кој го имаат направено. Затоа секој случај кој ќе почне завршува со неуспех, стои во соопштението на ВМРО-ДПМН. Затоа, како што соопштија тие, секоја пријава на МВР или докази или допрен глас и укажување од владата или јавноста за криминал на луѓе од СДСМ и ДУИ завршуваат без епилог и во нечија фиока. Од ВМРО-ДПМН испратија порака дека ако до нова година не се смени ова, тие ќе тргнат во одлучна акција и чекори кои тоа ќе го променат од корен. Пожарите во Македонија се уште се секојдневие. До утринава биле регистрирани вкупно 29 пожари на отворен простор, од кои 3 се уште се активни, а 3 се ставени под контрола. Како што соопштија од Центарот за управување со кризи, најголемите проблеми во моментов се предизвикани на Кожов, каде што гори букова шума, како и кај македонски брод, каде е зафатена дабова шума и папрат. Третиот активен пожар е кај селото Малиново, општина Чучер Сандево, каде што пламените јазици брзо се шират низ мешана шума. Надлежните институции апелираат граѓаните да бидат максимално внимателни, бидејќи и најмал невнимателен потек може да предизвика нови пожари, а граѓаните пак преку социјалните мрежи повикуваа органите на прогон да бидат повнимателни, оти дел од пожарите се намерно подметнати. За потсетување, ова лето, како што соопштија од МВР, поднесени се 32 кривични пријави во врска со пожари на отворен простор, а лишени од слобода беа 56 лица. Просечната месечно исплатена нето плата по вработен во јули годинава изнесува 45.276 денари и е за 10% повисока од истиот месец лани, соопшти Државниот завод за статистика. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во секторите: административни и помошни услужни дејности, образование и дејности на здравствена и социјална заштита. Намалување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во однос на претходниот месец е забележано во секторите финансиски дејности и дејности на осигурување, рударство и вадење на камен и информации и комуникации. Просечната месечна бруто плата пак во јули била 68.102 денари. Министерството за здравство во соработка со Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија од денеска почнува со дводневен скрининг на населението во Трубарево. Скринингот ќе го вршат две екипи од клиниката за пулмологија со 2 амбулантни возила.
Прегледите се наменети за сите заинтересирани од Трубарево и од околните населени места, а особено за лицата кои чувствуваат потешкоти при дишењето или имаат симптоми кои укажуваат на заболување на дишните патишта, појасни министерот за здравство Алиу. Предвидено е скринингот да опфати комплетен клинички преглед, спирометрија, ЕКГ и други потребни прегледи. Уживајте уште денес во сонцето и температурите околу 30 степен, оти од утре попладне ќе ја почувствуваме есента. Следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд и температури пониски за 10 степени. Дождовите ќе бидат со посилен интензитет за време на престојниот викенд, а дневната температура нема да биде повисока од 20 степени. Албанскиот премиер Еди Рама од Виена порача дека Косово мора да ги исполни барањата на Европската Унија, во спротивно ќе тоне во дополнителна изолација. Рама го оцени диалогот меѓу Белград и Приштина како голем неуспех и истакна дека двете страни не направиле никаков напредок. Тој порача дека Косово не треба да се води според чекорите на Србија, туку да покаже зрелост и одговорност кон својот евроинтеграцијски процес. Се сретнаа председателите Зеленски и Трамп на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Двајцата челници разговарале за состојбата на фронтот во Украина, американските безбедносни гаранции и можните чекори кон мир. Украинскиот председател, како и неколку пати досега, побарал од Трамп да воведе нови санкции против Русија. Трамп пак изјави дека Русија располага со голема воена моќ и предупреди дека конфликтот најверојатно нема да заврши наскоро. Тој нагласи дека иако има и добри односи со рускиот председател Владимир Путин, тоа не придонело за напредок во решавањето на кризата. Жестока осуда на израелските дејства во Газа изрази председателот на Турција Реджеп Тајип Ердоган, обвинувајќи ја израелската влада за злоупотреба на терористичкиот напад на Хамас како изговор за спроведување геноцид. Во свој одговор во Обединетите нации, Ердоган истакна дека ова не е борба против тероризам, туку политика на окупација, принудно раселување и масовно убивање. Тој презентираше и шокантни фотографии од палестинците кои страдаат од глад и уништувања, предизвикани од жестокото израелско бомбардирање во последните 2 години. Италија ќе ја признае Палестина само ако се исполнат 2 услова: ослободување на сите израелски заложници и исклучување на Хамас од каква било улога во власта, изјави италијанската премиерка Џорџа Мелони. Таа потенцираше дека признанието не може да донесе конкретни резултати ако палестинската држава не ги исполнува условите за суверенитет. Во остра реакција, италијанската опозиција и одговори дека условното признавање е слаб изговор и потврда за кукавичлук на владата. Рейтингот на канцеларот на Германија Фридрих Мерц продолжува да паѓа и сега се наоѓа на 18-то место на листата на најпопуларни политичари, што е дополнителен пат во однос на претходниот период, кога беше 14-ти. 62% од граѓаните изразиле незадоволство од неговата работа, што е најниско ниво на поддршка досега. Спротивно на тоа, Алис Вајдел од десничарската АФД го подобрила својот рейтинг и сега е на 10-то место. Најпопуларен политичар во Германија и понатаму е министерот за одбрана Борис Писториус. Анкетата покажала дека ако денес има избори, ќе победи АФД со 26% од гласовите пред ЦДУ-ЦСУ кој би добил 24,5%. Од социјалдемократите би освоиле 14,5% од гласовите. Супер тајфун денеска го зафати Хонг Конг со ураганска јачина на ветровите и големо надаѓање на морето. Поројните дождови во Тајван предизвикаа големи поплави кои однеле најмалку 14 жртви. Ова е најмоćниот тропски циклон во светот за тековната година. Прогнозите се дека супер тајфунот ќе го сочува својот степен на јачина движејќи се кон брегот на кинеската провинција Гуандонг, каде што престојуваат повеќе од 125 милиони луѓе. Владите во Гуандонг извршија евакуација на повеќе од 770.000 лица, јакото невреме претходно ја опустоши северната област на Филипините. Силно заладување зафати северна и западна Европа со снежни бури и јаки грмотевици на Алпите. Обилни дождови и поплави ги погодија северот на Италија и југот на Франција, а снегот ги забелува планините.
Невремето продолжува да се движи кон Балканот, за каде што синоптичарите најавуваат дождливо време и ниски температури во следните неколку денови.